Три комисии за проценка на штети на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Битола излегоа на терен со цел да направат увид на штетите направени кај овошните и лозовите насади во Пелагонија, предизвикани поради ниските температури и мразот кои ја зафатија Македонија периодов. Според првичниот увид, штетата кај земјоделските производители е од 30 до 100%, а најмногу се погодени подрачјата околу Битола и Могила. Ние како комисија, како подрачна единица излеговме водата одма на терен и установивме дека на вистина има штети во цел дел овде општина Битола, општина Могила, многу мал дел во општина Новаци. Значи, претежно се направени штети на лозови насади, фаќаат некаде околу 250 хектари лозови насади и околу 600 хектари фаќаат овоштарници, значи од кои нате земено е круши, јаболка, сливи, ореви и што те знам се нате. Значи се насе проценката на штетата некаде од нашите комисии што излезе на терен излегува од 30 до 100% уништени. Ова доаѓа по вонредната седница на владата на Република Македонија во саботата, која одлучи веднаш да се формираат комисии за проценка на штети од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Битола. Апелираат земјоделците најдоцна до 10 мај да ги пријават штетите на земјоделските култури предизвикани од студот. До 10 мај ќе примаме документи. Значи има посебни барања кои треба да ги подигнуваат од подрачната единица. За знаење на земјоделците треба да имаат барање, треба да имаат фотокопие од лична карта, фотокопија од транзакционна сметка, фотокопие од имотен лист или фотокопија од договор. И оние земјоделци кои немаат имотните односи не му се решени, можат и тие да пријават штети, може да ги пријават и тие, само што ќе мора да направат една изјава заверена нотар дека или договор за закуп дека тие го работат тој имот, било лозарство, било овоштарство. Земјоделците штетите од пролетните мразови може да ги пријават секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.